Добар ден, драги пријатели, драги непријатели, добро дојдовте во уште едно мое ново видео. Во денешното видео сакам да позборуваме за една опасна тема. Се шалам, мислам не се шалам, технички гледано да. Доста лошо. Како што се сеќавате и ако се сеќавате во наназад, ако се вратиме низ мојот YouTube канал, имам неколку видеа кои се поврзани со луцидни сонови, Мандела ефект, дали постојат сирени и нешто такво. Вчера гледав еден документарец кој многу ми се допадна. Го носи насловот Најопасната дрога во светот. Најопасната дрога во светот, според тој документарец, а богами и според мене од кога го изгледав, е дрогата наречена бурунданга. Тоа е растение кое може да се најде на Еквадор, Венецуела и највеќе во Колумбија, каде што таму и се продава и се одгледува и се дешава таму со дрогата, односно со растението кое изгледа вака. Преработената дрога изгледа исто како кокаин, само што има многу по-друго и поизразено дејство и слично. Функцијата на оваа дрога е да те контролира. Односно, човекот што, откако ти ќе ја земеш дрогата, ќе ја внесеш во твојот организам, оној човек што ќе биде до тебе може да ти наредува што сака буквално и ти тоа да го исполниш. Например, човек во Колумбија кој ја конзумирал дрогата, се разбудил следното утро во својот стан и неговиот стан бил сосема празен, немало ништо во него. Се земнал долу кај соседот и прашал што се случило, како неговиот стан е празен, детегнува. И соседот му рекол дека дошол со двајца другари кои почнале да го изнесуваат ствари од станот и кога го прашале дечково зошто дозволуваш да те крадеме, тој им рекол затоа што вие тоа го побаравте од мене. Односно, дрогата на некој начин те хипнотизира. Што е уште потрагично, не мораш да ја внесуваш преку нос или не знам преку вена, туку едноставно како што е во вид на прашок, дилерот или човекот што сака да ви издрогира, може само да ја дувне во вас и вие да бидете хипнотизирани, односно издрогирани. Може и да дојде до дејство на дрогата во вашиот организам, само ако го помирисате, ако го мириснете цвеќето. И многу луѓе во Колумбија не поминуваат од таму, бидејќи им е страв да не почне да дејствува на нив. Ова беше кратко објаснување за овој вид на дрога. Линкот од целиот документарец кој е навистина многу поучен и убаво би било да го погледнете, ќе го ставам во description, односно во описот, и доколку сакате погледнете го, интересен е и убаво е да се едуцираме за вакви работи, барем јас така мислам. Се гледаме во следно моје видео. Чао!